Културните институции, но и главните скопски атракции тонат пред очите на скопјани. Градското кино Милениум се распаѓа, универзалната сала останува руина, Скопската зоолошка градина е во очајна состојба, а Луна паркот одамна е урнисан. Речи си да нема институција под капата на градот која треба да ги анимира скопјанија која не се распаѓа. Сликата е поразителна и од ден во ден станува се полоша. Граѓаните реагираат револтирано. Критикуваат дека градските власти како да живеат во друга земја. Срамота е главен град, едно убаво место, така да биде пропаднато грдотија на градот да биде. И други културни институции исто пропаѓаат. Да, и друго жалост. Ние скопјани стари што ги знаеме тие работи за нас е многу болно. Со пропаѓањето на објектите од културата ни пропаѓа и самата култура, додаваат скопјани, кој како што велат главниот град ја губи душата на една метропола. Ништо, немам коментар реално. Едно од најпрепознатливите кина во Скопје, градското кино Милениум во градскиот трговски центар е во очајна состојба. Во него речи си и да нема проекции, а оние што ги има се со лош квалитет. Покрај дотрениот интериер, главен проблем за киното е недостатокот на нов современ проектор. Како што објавија некои медиуми, веќе 7 месеци киното функционира без дигиталниот купен во 2012 година. Зошто од тогаш до сега нема нов, од град Скопје нема објаснување. Во меѓувреме уште покатастрофална е состојбата со универзалната сала. Градоначелничката на Скопје Даниела Арсовска, откако дојде на функција не мрдна ни со прз за да ја продолжи реконструкцијата на објектот започнат од Петре Шилегов. Едно од главните културни одбележја во главниот град, универзалната сала, со години се распаѓа пред очите на скопјани. Граѓаните реагираат и бараат поголема одговорност од градските власти и конечно да се стави крај на овој долгогодишен проблем. И наместо решение, Арсовска се караше со Министерството за култура. Рече дека проектот не бил безбеден, а Советот во град Скопје донел одлука реконструкцијата да ја преземе Министерството за култура. И додека градоначелничката се бави со се што не е надлежност, расте револтот кај граѓаните. Жалосно, јас сум тука родена овој дел. Тука сум од почетокот на универзална сала, тука живеам, секој ден ја гледам. Само бубашваби, само стаорци поминуваат тука. Значи коментар тука нема. Тоа се види само објекат, само обуниште што е настанала. Катастрофа, само толку. Треба да се заврши ова што е започнато. Освен културните институции, потонати се оние кои треба да нудат разонода и забава за скопјани. Луна паркот одамна е затворен, а во очајна состојба и Скопската зоолошка градина, каде како последно за 2 дена угинаат 3 коњи од многу ретка раса. Дека таму состојбата не чини, веќе алармира и од Европската асоциација за зоолошки градини и аквариуми ЕЗА, кој вела дека кандидатскиот статус бил изгубен поради неисполнување на еден куп поврски. Таму чашата се прелила по скандалозното крвничко колење на десетина коњи и мазги, кои преку ноќ беа донесени и однесени од Скопската зоолошка градина.